Да, благодарам колешке Имрлие Салиуфетај. Значи, треба да се навикнеме на овој декор кој што постојано изгледа че го прават колегите од СДСМ, а на сите закажани седници на Комисијата за социјална политика, демографија и млади, освен на онаа на која што требаше да реагирате, а тоа беше првата, која што се свика на 12 септември, кога се очекуваше и требаше според Деловник да биде ставена вашата предлог точка, но вие на таа седница не бевте присутни. И тоа е доволен доказ што зборува дека ова е лицемерие. Вие требаше тука да бидете присутни иако се стави точката на дневен ред, за да ја браните, да ја образлагате, или доколку не се стави како што не се стави, тогаш да реагирате. И сега воопшто немате право, но веќе се навикнеме на вашиот декор, на вашето лицемерие, за секоја наредна седница вие ги правите овие циркузи и да покажувате некоја си грижа, а да не кажам во суштина, сега ако се обидувате ова да го правите, че кочите да се стекнат со лиценци оние кои што вие ги оставивте во ваше време додека бевте министерка. Мислам, навикнавме на вашиот декор, на вашето лицемерие, но не знам дали малку немате срам. Дали малку немате срам. Само за јавноста ќе потенцирам. На 12 септември, кога беше свикана првата седница на Комисијата за демографија и социјална политика, каде што требаше да бидат 2 точки од 14-тата пленарна претходниот ден, а Илире Даути стави само една, вие не бевте присутни. Ниту ако ја ставеше на дневен ред, ниту ако не ја стави да реагирате. Тоа е вашето лицемерие. Тогаш не реагиравте, не бевте тука, за сега секоја наредна да правите вакви глуми. Мислам, крајно лицемерно. И после се, на интерпелацијата за колешката Илире Даути не се произнесовте, излеговте. Ако ова не е лицемерие, ја не знам како може да се дефинира ваквото ваше однесување. На седницата на која што требаше да бидете присутни, не бевте присутни. Мислам дека е тоа доволно за јавноста да знае за која грижа се работи и од кои луѓе доаѓа. Така да мислам дека колешката Имрлие Салиуфетај треба да си проложи според она што го има добиено како задолжение од председателот, а тоа е нели да се свика оваа седница согласно членот 176 став 2 од Деловникот, само заради точката со која што ќе правиме измена и дополнот на законот за заштита на децата, нели само за кој што се менува за да можат конечно луѓето да се стекнат со лиценци, останаат долго време без можност за истите да полагаат. Благодарам.